Добро утро секоја утро и од мене, почитувани гледачи. Добро утро, колеги во студиото. Ова утро ви велам добре дојдовте во мојот дом, поточно ви се јавувам од мојот двор. Всушност ова видео го правам ден предходно на големиот христијански празник Цветници, па би сакала да искористам приликата и да им го честитам овој празник на сите верници за многу години некај. Цветници е убав празник, се прославува една недела пред Великден, еден ден секогаш веднаш по големиот христијански празник Лазарова сабота, а традицијата на Лазарова сабота е да се плетат венчиња во одредени краеви од нашата земја, па токму затоа ние вчерашниот сончев и убав ден со мојата мајка го искористивме и плетевме венчиња во нашиот двор, да ја искористиме, нели, да го искористиме убавиот ден, но воедно и да ја продолжиме традицијата и да ги почитуваме нашите христијански адети. Поминуваме на вистина ситен тежок период. Коронавирусот буквално ни ги промени животите. Полицискиот час кој што е во тек овие денови не затвори сите дома, па затоа овие денови кога ги поминуваме, кои што ги поминуваме дома, да ги поминеме паметно, корисно, продуктивно, интересно, да се потрудиме да направиме нешто убаво за нашиот дом, што ќе не расположи нас и нашето семејство, воедно ќе придонесеме нешто за нашиот дом ново. Па јас денеска во чест на големиот христијански празник Цветници се одлучив заедно со вас, почитувани, да засадам цвет. Пред да започнеме со засадување на цвеќето, би сакала да се потсетиме зошто се прославува овој денешен ден на Цветници. Христијаните го прославуваат од 3 век наваму, а се одбележува пристигнувањето на Исус Христос во Ерусалим. Се гледа и на самата икона за денешниот празник Цветници, како е представен Исус качан на магаре и како пристигнува во Ерусалим. Тој е пречекан од голем број на народ кој што многу го сакале како учител. Во него фрлале цвеќиња и гранчиња од врба, а воедно и ја соблекувале облеката и ја постилале по патот каде што тој се движи. Толку многу го сакале, а поради тоа што фрлале цвеќиња по него, затоа овој празник се нарекува Цветници, а во одредени крајеви од нашата земја на денешен ден по повод тој празник се засадува цвеќе, па затоа јас денеска се одлучив да засадам цвеќе во саксија, значи домашно собно цвеќе. Ќе засадам цвеќе со име циклама. Цикламата се смета дека е символ на искреност, љубов и среќа и се верува дека во домот каде што се чува и одгледува цвеќето циклама постои хармонија и разбирање. Инаку цикламата, чисто неколку карактеристики за доколку се одлучиле и вие, почитувани, да засадите вакво цвеќе, е повеќе сезонско цвеќе кое што е собно, се чува во собна температура, односно во не толку многу топла просторија каде што не се грее. Од 10 до 15 степени температура е доволно за да вирее ова цвеќе. Му треба светлина, но не директно да биде изложено на сончеви зраци, па затоа се препорачува да биде сместено во домот на северна или на источна страна. Цикламата ја има во повеќе бои, во црвена, циклама боја, розова боја и јас ја имам бела боја и денеска ќе го пресадам во поголема саксија. Откако ставивме земја и ѓубриво во саксијата каде што сакаме да го посадиме цвеќето, правиме простор, односно дупка за да го вметнеме цветот, кој што е добро наводенет. Ова е одличен период во годината, пролетта е одличен период во годината за засадување на цвеќиња, не само собни, секако и во дворот, па можете еве ви една инспирација од нас да засадите цвет. Доставам уште малку земја откако го засадивме цветот. Да знаете дека пред да го засадите треба навистина добро да биде наводена, за да можете лесно да го пренесете во саксијата. Доставаме земја и потоа полеваме вода
имаме убав цвет за кој што ќе се грижиме во текот на годината и ќе ни го презубавува нашиот дом. И за крај, почитувани, со убав декор во кадарот, ќе ве поздравам, ќе ви се заблагодарам за вниманието. Ве поканувам да останете понатаму со програмата на Алфа телевизија, затоа што верувам дека ние сме ви секогаш добро друштво. Бидете добри, чувајте се, имајте убав остаток од денот, бидете паметни и корисно и продуктивно користете ги оние часови кои што ги поминувате дома, кои што морате да ги поминувате дома со вашето семејство. Ве поканувам и вие да направите некои интересни видеа и да ни ги испратите нас на нашата имейл адреса dobroutro@gmail.com или на нашата Facebook страница. Испратете ни што правите со вашето семејство во овие тешки времења, да ги инспирираме сите, да се инспирираме сите меѓусебно и заедно. Ве поздравувам уште еднаш и ви посакувам добро здравје.